Britanija. Predavstvo i korupcija, ni presudja, doživotna robija, nema prekulem od bogača. Ni presudja, doživotna robija, nema prekulem od bogača. Tažna je mojva sudbina, za naš koji boki 13-ka, pička mu majčina, doživotna robija, mojvo gazetoa ne izdržuva. Pička mu majčina, doživotna robija, mojvo gazetoa ne izdržuva. Što mi trebaše da kukam bombija, šika mi me istorija, segavo kelja, frajeri me muva, seksualno me vospituvan. Segavo kelja, frajeri me muva, seksualno me vospituvan. Sumaki sum se rodil ja, sumaki aske si umra. Вие ја предадовте Автономска Македонија и затоа ќе си одговарате еден ден. Ќе си лежите. И сето тоа го продадовте, замислете. Не го продадовте ни на русите, ни на американците, туку го продадовте на комшиите, на најподмолен начин. Додека сите ви верувавме, вие не излажавте најперверзно. Лажевте дека нема да го промените името, дека ќе држите до црвените линии на македонскиот идентитет и македонските интереси. Направивте семејно насилство врз сопствените членови на фамилијата Македонија. Да, вие северџаните го злоупотребивте своето семејство од позиција на лажна моќ со помош на надворешни непријатели. Го сврнавивте, го украдовте, го продадовте и притоа затворивте еден куп недолжни луѓе да лежат по затвори во ваше име. Вашите злоупотреби и предавства му ги припишавте на друг и мислите дека тоа така ќе помине. Па немојте да барате да се однесуваме нормално после сето ненормално што го доживеавме од вас. Да барате да се правиме како ништо не било. Укинувањето на македонизмот да го прикажувате како некаков напад на некакви демократски вредности. Па не постои такво нешто. Постоите само вие кои дигнавте рака на сопствените најмили и ги уништивте и ги ограбивте. И тие нема никогаш тоа да ви го простат. Колку и да вие и вашите ментори се обидувате да релативизирате. Нема помирување. Жртвата нема да се помири со насилникот. Нема ни да му прости. Никогаш. А вие и понатака кажувајте ги вашите прекрасни мантри. Човече, не е битно, дај да не гледаме во минатото во 19 век ли ке се враќаме се у 21 век, дај да гледаме напред, човече, да одиме со светот, со ЕУ, со НАТО. Што има, многу е селјачки кога гледаш назад и се расправаш за некоја историја, за Гоце, за Даме, за Јане, за Илинденското востание, за партизаните, па Тито Коминтерната, па јазикот дали е наш, дали не. Мислам, дај човече, дај напред да гледаме. Само вие продолжете да си мантрате. Само да знаете, никој више не ви верува. Вие во приказнава не сте добрите момци. Вие сте тие поврзани со тендери, рекети,
кршење на устав, деловник, референдум, купување пратеници, незаконско прислушкување, имитување на приватни разговори. Вие сте мекиците од Рашко, Луивитонот на Боки, законот на Кацарска, газењето на Кичевскиот, бројчаникот на Али, торбите на Ден Дончев, загадувањето на Кочо, трас, бум, бум, трес, судството, мухијаджијата, дуи све моќната со калето, за демонтажата на демократската унитарна држава. Тоа сте вие. Крај, the end, конец, ну заец, ну пагаджи. Сами си биравте, затоа не цвикајте, не ве личи на парите што ги украдовте. Толку имам да кажам. Тоа беше се, народе македонски за денес и сите пријатели нели на Македонија ширум планетата Земја и во галаксијата Млечен пат. Голема сатисфакција за мене и мојата екипа е што имаме пораки за поддршка од сите страни на светот, буквално од Нов Зеланд до Камчатка, нели, преку Бразил, Катар, Јапонија, Аљаска, Ртот, Добра Надеж и Гибралтар, Суетски канал, Голандската висорамнина, значи од сегде пристигаат разни честитки и зборови на поддршка за ова перкутасевски шоу, нели. Тоа е тоа, доброто плескање надалеку се слуша, тоа е битно. Што повеќе не гледате, толку повеќе ќе издржиме. Ќе го издржиме, нели, плескањето. Затоа што ние не сме против никого, ама сме за Македонија. Македонија вечна. Mala, grupa pederi, ovde Boga dani. Mala nije da, Slovačka je mala, ама kuća голема. Како беше она старата поговорка, римска ли беше, каква беше? Во здраво тело, вакцина Pfizer. Еве, пак се јавам одводно и денес шибав до врв. И се симнав до Средноводно и тамо гледам тоа на жичара, ред луѓе пола километар. На жичарата и гледам све млади, викам, овој пензионери, окей, знаеш, чекаат, не може да го, и све млади. И ја како секој онака човек со спортски дух, нели, вакцинира, душе не сум вакциниран, сите знаете. И ја почнам да ги убедувам луѓе, ајде, викам пешки до врв, што чекате, викам ова жечара, ова она. И вика, дечко, ние сме вакцинирани, вика, не идеме пешки до врв, добро, викам, извинете што ви сметав малце. И така, иначе дојдов на ова место да ви кажам една анекдота, што ми се случи вчера. Значи се симињам од Средноводно, бев на врв да седна и доаѓам на ова место, позади го гледате, патот е, тука е негде над Средноводно и патот се симиња до Средноводно, уште 10 минути имате од тука. И ја тука го се симнам, нели, по патекава и она паза да го истерам джалот и си правев онака како индијанци, не? Што прават онака и тука доаѓам и гледам нема никој, знаеш, празен патов и си почнувам и тој момент две цури не ги видов, тука две типки свртеа по ова патчево и фактички ме фатија у момент, мислам, они не ме видоа, ама ме слушаа како кретен се дерам и доаѓаат и едната, еве гледав на само вистина, прекрасни бевте ово, она, фала и друга вика, вика да не слушна, вика Саша никој како се дереше, вика некако чудно, некако. Викам само што се симнав една будала на точак, викам помина позади, викам и така правеше. И овај се врти на другава и вика, ти реков толку рано да не идеме на водно, пуно е со манијаци. Ај се гледаме, мора да ви ја кажам анекдотата. Значи, во здраво тело, вакцина Pfizer.